Скандал на клиниката за токсикологија. Организацијската директорка Бесија Илјази не знае македонски јазик, а преведувачи се двете секретарки вработени во оваа клиника. Потврдуваат за Алфа дел од вработените во оваа установа. Дополнително, Илјази на работа доаѓала со придружба на незиниот татко кој постојано бил со неа како да е незино обезбедување. Вработените велат дека многу ретко се појавува низ болничките ходници, а за незината таинственост се задолжителни двете службенички. Директорката Илјази денеска ја побаравме на незиното работно место на клиниката за токсикологија. Пред незиниот кабинет не пречека незината секретарка, каде што ни кажа дека незината директорка не е расположена да разговара со медиуми. Економската директорка денеска не собра храброст да се појави пред камерата на Алфа, но затоа вети дека тоа ќе го направи утре. Дали ќе може се видиме со незе? Да, прашајте ја. Директорката денеска има состанок. Некој утре само разговара. Утре ќе може ли време до контакт да добијаме да се слушаме телефон со неа? Од Министерството за здравство велат дека нема ништо спорно во назначувањето на нови организацијски директори на клиниките. Илјази е назначена за организацијски директор на клиниката за токсикологија на 14 февруари оваа година. Секоја универзитетска клиника според Законот за здравствена заштита треба да има по двајца директори, еден медицински и еден организацијски директор. Иако пред нова година во владината коалиција беше договорено после избори да се укинат директорите и клинички да го раководи само еден менаџер, во предизборие се делат решенија. Пред еден месец новиот министер Илир Демири назначи нови организацијски директори на клиниките за токсикологија, неврологија, ендокринологија, стоматологија и физикална. Инаку, сегашните 30 на медицински и исто толку економски директори, како и управни одбори во секоја клиника, граѓаните ги чинат околу 1 милион евра. Речиси сите министри, последните 6 години најавуваат дека ќе ги укинат вторите директори, но тоа досега не се случи, а долговите на клиниките, наместо да се намалуваат, растат и достигнаа над 100 милиони евра.